Почитувани, коалицијата СДС-ДУИ не е за напредок на државата, туку за продолжување на лагите, криминалот и корупцијата. Коалицијата СДС-ДУИ е за продолжување на матните тендери и распродажба на државните интереси за сметка на личното богатење. Македонија нема да види преродба, туку стагнација, проблеми и продлабочување на поделбите. Се што ветуваа пред изборите, сега не важи. Заев за ДУИ сметаше и изјавуваше дека пет пари не вреди, дека време им е за опозиција, дека во Мала Речица било седиштето на криминалот. Подпредседателот на СДС Зекири сметаше дека ДУИ е канцерот во македонското општество, а од ДУИ сметаа дека СДС ги интересираат само тендери и дека ја лажат македонската јавност. Денес имаме коалиција меѓу СДС и ДУИ за заштита на тендерите, бизнисите и криминалот. Денес имаме, коалиција за влада која не вреди пет пари, која е канцер на македонското општество и која е извор на криминалот. Она што ги обединува коалицијата СДС-ДУИ е криминалот, корупцијата и лагите. Се што ветуваа пред изборите нема да биде исполнето. Уште сега јавноста треба да знае дека не чека уште поголема економска криза, затоа што 1 милијарда евра наместо за спас од ковид кризата ја потрошија во изборен подкуп. Исто така, европската иднина на државата ќе остане далечна, затоа што со криминал и корупција нема европска иднина. Правдата за оние кои се огрешиле спрема законот ќе остане недостижна и далечна, а ќе продолжат бизнисите и личните интереси. Воедно, законот за потекло на имот кој ВМРО-ДПМН ќе го поднесе, треба да започне од врвот на СДС. Да види јавноста како од просечно земјоделско семејство Заеви станаа мултимилионери. Како луѓе од раководството на СДС стигнаа до палати во центарот на градот, го зголемија имотот со бизниси, хациенди и луксузни возила. Овој закон СДС и Заев не го сакаат, затоа што тој се однесува против нивното богатство, спечалено на грбот на народот. И на крај, ним им требаат 100 дена премиер Албанец, за да ДУИ тоа го прогласи за некаков успех, а Заев да може црните работи и отстапки да ги препише на тој премиер. Ова се работи кои ја прават уште неформираната влада нелегитимна и без кредибилитет. Ви благодарам. Дали имаме прашање? Па видете, Зоран Заев и Али Ахмети не можат еднострано да тргуваат со нешто кое што создало обврски за опозицијата и нешто кое што е договорено со консензус меѓу политичките партии од власта и опозицијата во тоа време. Инаку ставот на председателот Мицкоски и на ВМРО-ДПМН и во минатото и денес е еднаков и ист, а тоа е дека техничка влада во ваков облик и форма е нефункционална и дека истата не треба да постои. Пример за нефункционалноста е, например, кога министер за внатрешни работи ќе апси луѓе кои што вршат подкуп, а обвинителот ќе ги ослободи и истите за кратко време ќе ги видиме како се фотографираат со Зоран Заев. Или министер за внатрешни работи ќе донесе одлука и ќе именува професионалци за истите од страна на владата да бидат заменети со партиски војници. Сето ова точно е дека создава проблем во функционалноста и е мотив повеќе политичките партии и од власта и од опозицијата заеднички да донесат едно идно и итно решение, чијесто единствена задача ќе биде само спроведување на фер и демократски избори. Во спротивно, ако со ваква техничка влада ни се случи ваков масовен подкуп, тогаш можеме да замислиме што би се случило на следните парламентарни избори со ваква полна влада на Заев и на Ахмети.